Почитувани, добре дојдовте во новогодишното издание на Телма Амбуланта. За време на празниците, обично луѓето претеруваат со конзумирање храна и внес на алкохолни пијалоци. Потоа повеќето се жалат на стомачни тегоби, болка во стомакот или пак желудникот, подуеност, гасови и слично. За празничното прејадување и здравствените ризици што произлегуваат од него, денеска зборуваме со професор доктор Андон Чибишев, клинички токсиколог при Универзитетската клиника за токсикологија во Скопје. Професоре, добре ни дојдовте во новогодишната емисија. Добро ве најдов сите вас овде во студиото и ги поздравувам сите гледачи на телевизија Телма. Вечера повеќето на трпезата ќе имаме руска салата, месо печено, сарма, кифлички, пита, благи работи, газирани сокови. Дали е тоа и ова исхрана обично ќе биде присутна кај повеќето македонски семејства до божикните празници? Се работи ли за храна која што е тешка и масна? Па видите, традиционално овие празници, значи дочекот на новата година и сите празници кои следат после новата година, во Македонија се дочекуваат весело. А кога човек е среќен, весел, се му е во ред, сака и да јаде, сака и да се напие, и затоа пак традиционално и според менталитетот на нашето население се подготвуваат огромни количини на храна и обично таа храна е висококалорична, масна и за време на оброците обично се залева со пијалоци кои што во добар дел си алкохолни пијалоци. Македонија е такво поднебје во кое што се произведуваат разни видови на пијалоци, па и алкохолни, и затоа има и некоја традиција да се конзумираат тие пијалоци, посебно за време на празници, како што е домашна ракија, домашно вино велат и слично. Како реагира нашиот организам кога одеднаш ќе внесеме висококалорична масна храна? Човечкиот организам е енигма. И тој различно реагира на различни надворешни влијанија. Кога внесуваме огромна количина на храна, исто така организмот има своји механизми, компензаторни механизми, ги нарекуваме ние стручно, кои што се трудат организмот да го прилагодат на внесувањето на поголема количина на храна или храна која што на некој начин ќе го оптовари организмот и ќе ги стави во појачена функција сите механизми кои што ги регулираат функциите со кои што практички функционира организмот. Внесувањето на поголема количина на храна сигурно дека ќе го оптовари желудникот и после тоа целиот дигестивен систем и со тек на времето како таа храна ќе проаѓа низ дигестивниот систем, ќе се внесува во организмот преку циркулацијата, ќе се оптоварат и сите органи, почнувајќи од црниот дроб, панкреасот, срцето, бубрезите и така натаму, и сето тоа е во функција. Меѓутоа, кога се внесува разумна количина. Така. Не сакам да дискутирам што е разумна, тоа е нели својствено за секој организам посебно. Тој реагира нормално на тоа што е навикнат во текот на животот. Меѓутоа, кога се внесува поголема количина на храна и кога се внесува храна која што наеднаш ќе го оптовари со одредени хранливи материи организмот, тогаш организмот делува, реагира бурно и може да се јават некои манифестации кои што и не се многу пријатни. Вие во најавата ги кажавте, значи може да се јават болки во желудникот, болки во целиот стомак, да се јави подуеност, така е, киселини, подригнување, враќање на кисела содржина во устата. И сето тоа не е баш пријатно и обично спонтано тешко се смирува и се регулира и треба да се земе одреден вид на терапија за тоа да се смири и да можеме да продолжиме нормално да функционира. Професоре, зошто откако ќе се прејадеме, откако ќе земеме еден обилен оброк, потоа имаме потреба за благо? Како шеќерот да ни паднал наместо да скокнал? Видите, тоа е според мене некоја навика. Инаку научно објаснување не постои, затоа што, знаете, кога почнуваме да внесуваме храна и таа
од дигестивниот систем кога почнува да влегуваат хранливите материи во циркулацијата, влегува и шеќер кој што делува на центарот за глад во централниот нервен систем и го нивелира. И со тоа практички добиваме сигнал дека доста е со јадење, најадени сме и дека треба да престанеме. Значи, сите тие регулаторни механизми се во мозокот. Така да, со внесувањето на храна, знаете, и тоа е некоја традиција овде на Балканот, па и во Македонија, кој ќе се најадеме добро, нешто да се заблажиме на крај. И знаете, тоа со текот на животот, многу генерации тоа го практикували и тоа стигнало и до нашава генерација, дека кога добро ќе се најадеме, треба и нешто вака добро, благичко да каснеме. Така да, нема некое објаснување научно, али еве, мислам дека е повеќе традиција, повеќе навика, да. А зошто откако ќе се прејадеме, обично чувствуваме потреба за сон, да дремнеме малку? За тоа има научно објаснување. Кога ќе се најадеме, желудникот, цревата се полни со храна. За тие да можат да се искористат, потребна е појачена циркулација. Затоа целата крв, не целата, кога велам поголемата количина на крв што циркулира во организмот, се симнува во цревата и во желудникот. За да може цела таа храна да се обработи, хранливите материи да влезат во циркулација, да се искористат, и мозокот привремено останува со помалку крв, со помалку прокрвеност, со помалку исхрана и со помалку кислород. Така. Кога има помалку кислород, мозокот обично, и тоа е еден вид на одбранбен механизам, му дава сигнал на организмот дека треба да одмори. И веднаш не фаќа некоја дремка, ни се приспива и да легнеме 5-6 минути, тоа проаѓа. И знаете, и дури се препорачува после јадење, нели, малку одмор, 15 на минути, и некоја краткотрајна дремка од половина сат е добро за организмот. Затоа што мозокот во тој период е помалку прокрвен. Меѓутоа, денешниот начин на живење, трчањето по кариера, на работните места не го дозволува, затоа и знаете, сега повеќе луѓето практикуваат, ќе јадат, стануваат, одат, шетаат и продолжуваат со секојдневните или работни обврски или секојдневни домашни обврски. Не одмарат, иако во еден момент може да ќе паднат малку во криза, ама со активноста ќе им помине. А сега има уште една ситуација, ќе се прејадеме, иако на прејадувањето искомбинираме и некоја чашка алкохол, потоа може цела ноќ да не заспиеме. Зошто пак се јавуваат проблемите со бесонни ноќи? Видите се, тука има објаснување во два правци. Алкохолот е депресор на централниот нервен систем. Тој депресивно делува. Меѓутоа, во помали количини, тој во организмот го тера да се однесува малку еуфорично, малку логороично, викаме ние. Знаете, кога ќе испие некој една чашка или две повеќе, почнува многу да зборува, па е немирен, па се однесува малку несоодветно, меѓутоа ако продолжи да внесува алкохол, ќе се смири тоа. Тогаш тоа ќе се смири, ама затоа па ќе влезе во една друга фаза која што се вика лесно пијанство, па потешко пијанство и така натаму. Така да една чашка може да го подобри расположението со тоа што ќе ја подобри и циркулацијата. И вака ќе не направи порасположен за комуникации, порасположен за одредени активности, не на работа. Не препорачувам на работа, кога сме на работа тоа да го правиме. Прослави. Еве, на прослава една чашка може да делува стимулативно. Да. А што е со лицата кои што имаат хронични заболувања? Како кај нив влие празничното прејадување? Многу масна храна, па малку и алкохол. Еве, ако имаат проблем, да речеме, со жолчката, воспалена жолчка или пак камен во жолчка, проблем со панкреас, висок притисок. Видите, сите тие органи што ги споменавте учествуваат во дигестијата на храната, значи во варењето на храната, и секако дека внесувањето на поголема количина на храна, посебно масна храна, ги стимулира, односно ги возбудува тие органи, како што се жолчното кесе или панкреасот.
затоа што тие излачуваат специфични ензими кои што учествуваат во разградувањето на одредени хранливи материи кои што ги содржи храната. И ако ние претераме со храна, може да се случи во одреден момент или преголема стимулација на жолчното кесе, кое што така стимулирано може забрзано да работи па да се јави болка по десниот реберен лак, а уште полошо може заедно со жолчката да биде претерано стимулиран панкреасот и во еден одреден момент дел од тие ензими кои што ги излачува панкреасот, а учествуваат во разградувањето на храната, да се вратат назад во панкреасот и да настане практички само разградување на панкреасот со сопствените ензими. И тоа е една многу опасна, акутна ситуација од која ние многу во ургентната медицина се плашиме, кај лицата кои што се прејадуваат, а при тоа зимаат и голема количина на алкохол и таа состојба нарекуваме акутен панкреатитис или акутно воспаление на панкреасот, кое што во добар процент е животозагрозувачка компликација, односно животозагрозувачка состојба. Значи тоа може да биде сериозно, не се става лесно под контрола ако навремено се јави пациентот на лекар? Значи навремено да се јави, може да отиде во погрешен правец и да не може да му се помогне на пациентот, затоа што добар голем дел од тие ензими или разградувачки сокови кои што ги испушта панкреасот за да помогнат во дигестијата, посебно на мастите, ќе се вратат назад и ќе го разградат сопствениот панкреас. И тоа е таа многу опасна, акутна состојба која што може да биде животозагрозувачка и ние затоа и апелираме луѓе кои што имаат тегоби од страна на дигестивниот систем, на системот за варење, луѓе кои што имаат проблеми со жолчката, хронични воспаленија или камења во жолчката, да бидат многу внимателни. Така, или тие што некогаш во животот имале проблеми со панкреасот. Дури само една епизода? Така е, мора да внимаваат при внесувањето на масна храна, прејадување и внесување на алкохол. И еве тоа нека биде апел. Така не е наивно што го објаснивте, не, апсолутно не е наивно. Јас велам дека е многу опасно и затоа еве апелирам граѓаните кои што имаат такви тегоби да внимаваат со исхраната, за да не се случи новогодишните празници да ги поминат во болница. Има една студија спроведена во Америка, конкретно во периодот меѓу денот на благодарност и Божик е покажано дека просечниот американец се поправа 4,5 килограми во тој период. Предпоставам дека да се направи истражување на овие простори, резултатите нема да бидат драстично поразлични, само би требало нели во друг период од годината да се спроведе истражувањето. Што значи за организмот наглото накачување килограми? Верувам дека е така, верувам дека и кај нас истото се случува, затоа што знаете, сите за време на празници подготвуваат храна во енормни количини. Не подготвуваат храна толку колку што им треба за нивното семејство. Знаете овдека луѓето сакаат да им дојдат гости или тие да одат на гости, па викај ќе подготвиме малку повеќе за да не ни дојдат гости и после таа храна за да не се фрли, нели ќе мора да ја изедеме. Или ќе викнеме гости за да ја дојадеме или самите ќе си ја изедеме, ќе внесуваме поголема количина на храна, при тоа никаква физичка активност, значи цел ден излежување, пошто овие денови се неработни, нели, не се оди на работа, нели, чест на тие што ќе бидат на работа и не се трошат калории, нема никаква физичка активност, само јадење и затоа телесната тежина ќе оди нагоре, инаку без јадење телесната тежина не може да се зголеми. Тие нели оправдувања на некој, абе имам вишок телесна тежина, а не јадам ништо, тие не држат, нели. Без јадење и внесување поголема количина на храна од што му треба на организмот, нема покачување на тежината. Има такви состојби, ама тие се многу специфични и веднаш се препознаваат. Инаку дебелината е болест на преголемото внесување храна. Споменавте дека се подготвува храна во големи количини кај нас, потоа ставаме во фрижидер. Колку време може да стои да не се расипе?
И уште едно подпрашање. Знаете, Еве ќе го извадиме месото. храната е најдобро да се конзумира свежо подготвена. И секогаш кога зборуваме на таа тема, ние сите доктори, не само јас, сите апелираме да се внесува свежо подготвена. Меѓутоа, ако таја остане 24 часа, па ние правилно ја спакуваме и ја ставиме во фрижидер каде што има одредена погодна температура негде меѓу 4 и 8 степени, таа може да остане ден-два и да може да се конзумира. После тоа јас не препорачувам да се конзумира, затоа што таа може да не содржи бактерии, меѓутоа може да содржи токсини од бактерии кои претходно биле присутни во храна. Некој велат ќе го подгреам месото, ќе ги уништам бактериите, но токсините остануваат. Имено заради тоа и го кажувам, затоа што со термичка обработка ќе се уништат бактериите. Ама токсините кои што тие бактерии ги имаат испуштено во храната се термостабилни. Не се разградуваат. И тогаш ќе настане повторно труење, меѓутоа со токсините од односните или актуелните бактерии со кои што била загадена храната. Така е уште еден добар совет да не се заврши на токсикологија со на токсикологија или на клиника за храна. инфективни болести и тие ги третираат тие таквите труење со храна или труење со токсини од бактерии. Професоре, а кога ќе се прејадеме и потоа ќе си легнеме да спиеме, често утре дента ќе се разбудиме многу гладни. Зошто па тоа се случува? Видите, и тоа е еден феномен. Се прејадуваме, го дигаме нивото, концентрацијата на шеќер, го практички блокираме центарот за глад, тој е блокиран со висока концентрација на шеќер и таа голема количина на храна со тек на време ќе се искористи, организмот ќе го искористи шеќерот, тој нагло ќе падне. Кога нагло ќе падне, добиваме неодолива потреба од внесување храна или нешто благичко. За да го подигнеме. Тоа е исто одбранбен механизам. Организмот реагира за да се одбрани и дава сигнал да се внесе нешто за да се подигне шеќер. Значи со празничните прејадувања правиме еден комплетен дисбаланс на целиот организам. Апсолутно. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број. Почитувани, на кој што можете се вклучите во празничната новогодишна емисија. Професор доктор Андон Чибишев, клинички токсиколог, е дел од оваа емисија кој што ќе даде одговори на вашите, но на вистина и бројните наши прашања. Докторе, доколку се разбудиме со некаква главоболка, мачнина, поджригнување, болки во желудникот, стомакот, треба ли да земеме некој лек за намалување на киселините? Некој земат на врвот на лъжичката сода бикарбона, велат да ждригнам да ми биде подобро. Или пак ќе земат малку газиран сок, повторно велат, за да ми олесни. Да, сето ова што го кажавте може да го земат и ќе добијат моментално подобрување на состојбата, а после тоа уште полошо ќе им биде. Јас лично на моите пациенти во такви состојби, кога се во таква состојба, им препорачувам да станат, Добро. да изедат едно јаболко и да малку прошетаат надвор, 15 на минути, да направат една прошетка од 1 километар. Одма ќе им биде подобро. Затоа што со прошетката ќе се подобри циркулацијата, ќе се подобри работата на дигестивниот систем, на желудникот, на цревата и состојбата обично се смирува. А каков е ефектот на јаболкото? Па видите, јаболкото многу поволно делува како овошје, е многу добро за воопшто за целиот систем на варење. Од желудникот до дебелото црево. Значи делува смирувачки на желудникот, а исто така делува и лаксативно, викаме ние. Ја подобрува перисталтиката или подвижноста на цревата и го подобрува и празнењето на цревата, што е исто така многу важно, затоа што при прејадување, од кога храната ќе се обработи, таа ги полни дебелите црева, дебелото црево го полни и со тоа практички притисокот е уште поголем. Имаме надуеност на стомакот, надуеноста на стомакот го зголемува притисокот во стомачната празнина, тоа притиска нагоре. Така. И еве ви мака колку сакаш, мачнина, тешко, не можам да дишам, нели, често пати така се жалат луѓето, каков ми е стомакот подуен, не можам воздух да земам, не можам да седам, морам да лежам. Причината е таа.
полните црева. Полните црева. Докторе, ќе пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната телма амбуланта. Продолжува новогодишното издание на Телма амбуланта. Зборуваме за здравствените проблеми кои што може да произлезат од прејадувањето. Професор доктор Андон Чибишев, клинички токсиколог при Универзитетската клиника за токсикологија е нашиот денешен гостин. Професор има двајца гледачи кои што малку причека да ги вклучиме, да им дадеме предност, а веднаш потоа преминуваме со денешниот концепт. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Среќна нова година. Благодарам и на вас. Здравје за сите. Коронава да не избегне, ама некако многу се плашиме кога ги слушнаме синоќа вестите дека во Тетово како летото што ја зголемија короната, така има обилно од тетовци дојдени од странство. Се плашиме дека тоа истото ќе се повтори, а нарочито за овие новогодишни празници требаше да се превземе, а не Филипче, кој што може нека прави. Добро, значи имате вие страв да не се повтори приказната со короната во следната година, да се надеваме дека тоа нема да биде така, да немате некој прашање конкретно со денешната тема? Ништо, само сакавте да споделите една ваша загриженост. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Дали го имаме следниот гледач на линија? Добар ден. Нека се вклучи подоцна, нека се јави повторно. Професоре, да се задржиме уште малку на прејадувањата. Што велите за оваа ситуација? Значи, новогодишни празници, обилна трпеза, обилно јадење, а потоа некои се одлучуваат да почнат да постат за Божики. Опасна ли е таа транзиција од прејадување директно премин на пост? Видите, божикните пости траат малку подолго. Има граѓани кои што ги почитуваат постите и постат од првиот ден до последниот ден, односно до Бадник. Тоа не знам точно колку денови се, меѓутоа се е подолг временски период. И тоа не може да им направи сериозни здравствени проблеми, меѓутоа кога ќе помине постот, ќе мора да внимаваат со внесувањето на животински масноти, затоа што тие за време на постот внесуваат масноти и со другата храна. Така. Меѓутоа не внесуваат конкретно само животински масноти. Ќе мора да внимаваат тоа да биде фракционирано, постепено, да го навикнуваат организмот на животинските масноти, кои што ги избегнувале извесен временски период. Затоа што ако почнат веднаш, сега не јадев, карикирам, 30 дена месо или не јадев јајца или не пиев млеко и сега дај да надокнадиме и удри на јадење, тоа делува на организмот многу неповолно, како енергетска бомба. И може да го доведе во многу сериозна здравствена состојба. Затоа препорачувам на сите што постеле, им пожелувам со мир, со спокој да си ги завршат постите, а после тоа внимателно, со помали количини, неколку дена, да го адаптираат организмот на повторно на животински масноти. А инаку, има граѓани што постат неколку дена пред завршување на постот, односно пред настапувањето на Божик, односно на Христовото раѓање. За нив нема посебни препораки, затоа што се работи за краток временски период и организмот брзо ќе се реадаптира на промената на хранливите материи кои што се внесуваат и видот на храната која се внесува. Двајца гледачи очекуваат вклучување. Јас ќе ги замолам да бидат конкретни со прашањата во интерес на времето, бидејќи немаме уште многу време пред нас. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Вака сега, можда не сме во темата за прејадувањето, али исто за желудникот. Сакам да прашам микањето од што може да се јави. Така. Да се јави, да. Добро. Многу до вас и до... Ви благодарам. Ајде да го слушаме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Секоја ви чест емисија баш на време, мислам во време кога треба. Благодарам. Поздрав до докторот.
многу убаво објаснува, ве пратам цело време. Кратка ќе бидам. Се однесува за сармата која што е, не мислам, број 1 на маса. Дали колку денови може од кога ќе се сготви во фрижидер да стои во обичен фрижидер зборувам, и дали мелено месо, да речеме, ќе се извади од фрижидер, ќе се сготви сармата, ама видовме дека многу сме направиле и дали може повторно се замрзи сармата сготвена од меленото. Ви благодарам и среќна нова. Така и на вас се најубаво во новата година. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професор. На првото прашање на гледачката, благодарам за прашањето. Тоа е малку посложен дигестивно-невролошки проблем. И кањето, така да одредена состојба на организмот при кој што е надразнет дигестивниот систем, посебно желудникот, може да доведе до стимулација на нерви кои што учествуваат во подкрепата на дигестивниот систем со својата работа, во одреден момент може да предизвикаат икање или штуцање, кое што е исто така еден одбранен механизам на организмот со кој што те предупредува дека правиш нешто што не треба да го правиш. И нели при тоа се препорачува малку да се задржи воздух или да се земе нешто кисело за, знаете, да се прекине таа стимулација на нервот на нервите кои што го предизвикуваат икање. Меѓутоа, икањето може да биде и предизвикано и од многу сериозни проблеми со дигестивниот систем, за кој што мене ми е жал, меѓутоа не ќе можам за кратко време да ги објаснам. Се надевам дека ќе направиме една цела емисија на оваа тема. Јас немам ништо против, таму можеме да елаборираме темелно како тоа настанува, инаку ќе изгубиме многу време за да го објаснам. Тоа е еден сложен механизам. Второто прашање во врска со сармата, тоа е нешто кое што го има на трпезите низ нашава држава. Храна која што е традиционална и се подготвува со мелено месо. Сакам само на гледачката да ја кажам дека од сите меса кои што се користат во исхраната, меленото месо е најподложно на загадување. И најлесно се расипува и најлесно се загадува со бактерии, затоа со меленото месо треба многу внимателно да се манипулира во кујната и сите јадења кои што се подготвени со мелено месо треба што побрзо да се конзумираат, односно да се искористат, да не се чуваат подолго време, посебно не надвор од фрижидер. Пак ќе се вратам на првиот дел од емисијата, која зборувавме дека подготвуваме храна повеќе од колку што ни е потребно. Знаете, ќе направиме едно тенџере 50 сарми, а ќе изедеме 10 и 40 ќе ни останат и не ќе знаеме што да правиме со нив. Ќе јадеме уште еден ден и уште колку можеме да изедеме, а другите ќе ни останат. А да ги замрзнуваме и повторно да ги јадеме, јас не препорачувам. Не препорачувате, така. Имаме малку време, многу прашања. Ќе ве прашам во однос на алкохолот. Имаме ли сите различна толерантност кон алкохолот? Некој вели јас можам да испијам неколку чашки, не ми е ништо, друг од една чашка веднаш чувствува некој вели позитивни, некој негативни ефекти. Велат ме фати алкохолот. Во право сте, индивидуална е подносливоста на алкохолот, кај различни луѓе е различно и зависи од многу фактори, од здравствената состојба, од возраста, од полот, од моменталната здравствена состојба, од физичката подготвеност, па на крај и од тренингот. Значи има луѓе кои што испиваат по 2-3 чашки, меѓутоа тоа често го прават и лесно го поднесуваат. Има луѓе кои што не конзумираат алкохол и ќе седнат еднаш во годината, ќе испијат една чашка и тоа вака ќе им се види пријатно, интересно и во друштво и ќе испијат уште една-две и имаме проблем. Така да се индивидуално, некои можат повеќе да поднесат, некои помалку, меѓутоа организмот исто реагира кај сите луѓе при внесувањето на алкохол. А зошто при мешање на алкохол, да речеме чаша вино, па чаша пиво, на многу им се слошува?
Тоа, да ви кажам право, нема научно објаснување. Јас многу сум се интересирал зашто тоа е тоа така. Да речеме, ние овде на Балканот, посебно во Македонија, сме многу дисциплинирани пијачи. Значи, почнуваме со еден вид на алкохол и додека не јадеме нешто, не го менуваме типот на алкохол. Да речеме, почнуваме со некој жесток алкохол, ракија или нешто слично, па ќе се најадеме добро и со ручекот пиеме друг вид на алкохол, вино, пиво или не знам нешто друго. Меѓутоа, во другите држави, посебно во европските, јас сум се дружел со луѓе од европски држави, се пие, мислам, се што ќе најдат на маса. Почнуваат со еден пиелок, па насред менуваат друг, па трет. И ја не гледам дека нешто им фали, само што кога ќе претераат со алкохол, малку се весели. А инаку, нема научно објаснување дека треба да ти биде лошо ако мешаш алкохоли, затоа што тоа, знаете, тоа е алкохол. А што ако пиеме некоја терапија, некакви медикаменти? Проблем ли е мешањето алкохол со медикаментозна терапија? Така е, проблем е, значи јас не препорачувам ако се зима одредена терапија, посебно кај хроничните болни, да се конзумира алкохол во првиот саат од кога ќе се земе терапијата. Има лекови со кои што не смее да се зима алкохол во ниедна ситуација, во ниеден случај. Така. Меѓутоа има кај некој што може умерена количина на алкохол да се земе, меѓутоа мора да поминат час до 2 за лековите кои што се внесени во организмот да го напуштат желудникот, затоа што за обично половина час до час и половина содржината внесена во желудникот влегува во 12 прсното црево и во цревата понатаму, ја нема во желудникот, тогаш, нели, празници се, ќе биде од мене, нели, не сериозно, прво да препорачам да пијат алкохол, а второ, за празници да им речам никако не смеете да се напиете, затоа што ако им речам да не се напијат, сигурно ќе се напијат. Значи, да советуваме на крај, професоре, и во однос на исхраната, и во однос на алкохолот, умереност. Само умереност. Умереноста му е лек на се што треба неповолно да ни се случи. Ако сме умерени, јас гарантирам дека нема да ни се случи. Јас ви благодарам што денеска дојдовте во студиото на Телма на 31 декември и што споделивте многу корисни совети и препораки во однос на исхраната во овие денови, бидејќи воопшто не е наивно доколку имаме некакви здравствени проблеми со дигестивниот тракт ако се прејаде. Јас исто ви благодарам што ме поканивте, чест ми беше, што кажавме некои корисни работи за јавноста. Ја користам и приликата на вас овде во Телма телевизија, на сите гледачи на Телма телевизија и на сите граѓани на Република Македонија да им ги честитам престојните празници, новата 2022 година и сите празници што следат после новата година. Професор, ви благодарам за гостувањето, ви посакувам и на вас многу успеси во предстојната година, им посакувам и на гледачите се најубаво да имаме многу побава 2022. Ви благодарам што не следевте и денеска, се гледаме секој работен ден на Телма, следната дружба ни е на 3 јануари во новата година. Пријатно!